Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! За знаев да не биде муаветот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич. Наш денешен гостин е пратеникот Љупчо Пренчов. Добар ден, господине Пренчов. Здраво и поздрав сите оние кои што не следат. Вие сега доаѓате од Македонското собрание, таму веќе извесен период трае таа активна блокада, како ја нарекувате. Кои се последните случувања од собрание? Гледам дека денеска го пречекавте спикерот Талат Џафери со транспарент. Гледам дека набавил некоја нова опрема, се фали со тоа, меѓутоа не било какво придвижување во оние гласање на закони се уште нема. Добро, во собранието на Република Македонија има две блокади. И првата блокада е активна блокада, која што е производ на нашата работа, на која што и вашата емисија Филибастер, че зборуваме по секое законско решение и практично го блокираме да не може да се преде на следната точка, и таа е активната блокада, но истовремено има и пасивна блокада од страна на мнозинството во собранието, на водачкото мнозинство. И доколку во последните 15-16 денови направиме анализа, ќе видиме дека 3 денеска е 4ти ден сме имале активна блокада, а 12 денови сме имале пасивна блокада, што вака сакам да истакнам дека водачкото мнозинство уште поуспешно од нас самото себе си се блокира во рамки на собранието. И сега тука ми се отвара мене на дилема, тоа е дали има голем број на пратеници кои што се посовесни од страна на водачкото мнозинство, па не им прават кворум на Талат Џафери и компанија кога тие ќе посакаат. И мислам дека тука маце работата е подлабока, но како и да ги гледаме работите, од која страна да ги гледаме, кога имате вие активна блокада од страна на опозицијата и пасивна блокада од страна на водачките партии, тогаш изборите се единственото решение. И токму тоа ни го зборуваме по долг временски период, затоа што колку и да изгледа клише муабет, јас тоа го зборував и на 17-ти, односно со формирање на новата влада, вие може да бидете избран легитимно како премиер и како влада, затоа што тоа е легален избор, затоа што вистината дека 61-20 пратеници гласаа за овие сега што се раководство, министри, премиер да бидат тоа што се, но и факт е тоа дека кога вие го немате народниот легитимитет, ќе се соочувате со разни проблеми, вклучувајќи и сопствените редови. Например, тие се собираат квартално за гласање на точки на дневен ред. Направете анализа, ќе видите дека по 4 месеци ги нема, па ќе дојдат, ќе изгласат 100, 120, 150 законски решенија и тука гледате дека уствари државата е пред сериозен проблем. И секој оној кој што е државотворен, кој што зема плата од овие даначни обврзици од овој народ, треба се однесува одговорност према народот. Ништо не е страшно да има превремени избори, граѓаните ќе одлучат дали да има избори, дали кој треба да води Република Македонија понатаму. И веднаш од старот на оваа емисија сакам да разбијам една дилема. Водачката структура вели дека ќе се забавеле реформите, економијата, доколку имало предвремени парламентарни избори. Јас ве прашувам, вие сте долго време во медиумите, ги следите сите и дневно политички и надворешно политички состојби во Република Македонија, но истото го прават и граѓаните. И сите оние кои што не слушаат сега, сакам да ги прашам, кажете ми, ако има предвремени избори, која крупна реформа што сега се случува во образованието ќе престане? Дали има таква крупна реформа? Нема. Ако има предвремени избори, која крупна економска реформа ќе престане или ќе забави? Дали така нешто се случува? Не се случува. Ако има предвремени избори, дали во здравството некоја крупна реформа спроведуваме моментално, па таа ќе ја забавиме? Така и во енергетика, така и во екологија, така и секаде. Едноставно, единствено нешто што ќе биде инстант променато е политичката номенклатура и партијата која што е начело на Република Македонија. Сето тоа другото е плашење на граѓаните дека било што ќе се забави или ќе престане. Вистината е нема ниту една единствена реформа каде и да отворите.
Така што генерално сметам дека не треба да биде страшно ако една власт дојде, си замине, ја наследи друга власт, треба да дадеме шанса. Гледаме дека 5 години од 2017 од 1 јуни до 2021 до 2022 1 јуни се 5 години. За 2 недели ќе почнат 6-та година на власт. Кај да отворите вие во кој сектор во државата? Е полошо. Дали Македонија е поправна држава? Од порано не е. Понеправна е. Дали има помалку корупција? Не, повеќе корупција има. Дали имаме подобро образование? Не, полошо образование имаме. Паѓаме на шангенски листи. По корупција сме 111 во свет. Косово е пред нас во економија. Босна е пред нас во економски раст. Како тоа на Република Македонија? Ако имало избори, не знам што ќе се забавело. Мораме да се научиме да бидеме поодговорни. Бидејќи оние кои што сме во политиката, дали во собранието, дали во владата, ние мора да сватиме дека преку тоа што ние го работиме, утре тоа ќе се отсликува на целата држава, нашите семејства, нашите потомци. И не можеме, држејќи гола власт, тројца луѓе кои што ја управуваат државата, да ги држиме по секоја цена, макар тоа било на штета и на нашите семејства и на оние кои што живеат во Република Македонија. Можеме да приметиме и само да завршам, бидејќи конгломерат на прашање ми поставивте, во поглед на Талат Джафери, така сакам од тука да упатам една јавна порака. На социјалдемократскиот сојуз му е народот крив. За секоја утка, тие не се виновни, виновен е народот. Поранешниот министер за животна средина од ДУИ, Садова Дураки, пред 2-3 години ни кажа дека тој со народот не се бави, партијата со народот нивна не се занимава. Еве сега гледаме за Талат Джафери се службите виновни, тој не е виновен. За едни вези народот виновен, за него се службите виновни. Онако сакам да го порачаме на следните превремени парламентарни избори, кога да се случат, и народот, и службите точно ќе им кажат што мислат за СДСМ и за ДУИ и каде им е нивното место во иднина. Тоа ќе ве запрашам сега. Последниот период евидентно се гледа дека нивото на комуникација во Македонското собрание не е на она посакувано ниво или она ниво на кое што сме навикнати да гледам. Тоа се одразува особено према на односот на спикерот Талат Джафери, вклучително со вас пратениците, но и со службите. Сите слушнавме на снимка каде што он со грст лоши зборови се обраќа кон вработените во Македонското собрание. Вие побаравте негово разрешување, комисијата ја закажа, а не ја закажа. Јас се погодив таму да бидам на дел од неговото обраќање. Премиерот вели дека не видел, дека не видел, дека не слушнал. Тука ќе видите трудоста на македонското општество. Кога е во прашање на власт, не гледате, не слушате, не баре сте во некоја друга држава, не во собствената држава, и не баре таму некој друг треба да биде одговорен за состојбите, не вие кои што ја управувате Република Македонија. Има етички кодекс, таму по 3 основи има јавна опомена да не председава еден месец со тоа кое што председава со работното тело, во конкретно случај пленумот е кај него работно тело. Тоа не се страшни казни, не се страшни санкции. И да ги нема тие санкции, да не постоел етичкиот кодекс, сметам дека секој оној човек кој што кажал такви тешки зборови со френетичен глас, можам слободно да кажам, и да не го снимала камера, и да не го видела целата македонска и светска јавност, бидејќи Собранискиот канал е сателитска телевизија, се гледа на сите 5 континенти, човечки да се извините. Ама после 20 години неприкосновена власт, после целосно одлепување од реалноста, ќе ги викнате новинарите на 2 недели после случајот, тоа денеска ги викна во вам медиумите во собранието, и да им кажете дека се виновни службениците, дека вие не сте виновен и дека нема тој на кому зашто да му се извинува, тогаш тоа многу зборува не само за неговата личност, таа ја знаеме согласно неговиот бекграунд, но тоа многу зборува за државата и за нивото на политичка култура и одговорност која што го имаме, бидејќи ќе ве подсетам дека прва функција во државата е председател на државата,
втора функција е претседателот на собранието, а трета е премиерот на државата согласно устав. Кога вториот човек во државата после искажани пцости не чувствува морална одговорност да се извини на некого, тоа што ви кажувам многу во какво општество не да живеете. понесе одговорност, го само да се извини. Само да се извини. Тоа му е мисловно име, кај не под одговорност, не го размислува воопшто. Таков впечаток имам. И тоа ви кажува зошто имаме се повеќе и повеќе луѓе иселени од државата. Тоа ви кажува зошто повеќе од 75% сметаат дека Република Македонија се движи во погрешна насока. Тоа ви кажува зошто од 4 студенти 3 си ја гледаат еднината надвор од Република Македонија. Тоа е поразително за нас, но ние кои што сме сега во опозиција, кои што се бориме против овие работи, треба да служат императив како во иднина во ниту еден случај не смееме да се однесуваме, бидејќи пораките кои што ги испрати господинот Џафери денес изминатиот период се навистина страшни, доколку вака подлавински не влезете во нив. И навистина јас сум многу зачуден, дури да кажам и непријатно изненаден од тоа. Никого не му се извинувам, ништо не сум сгрешил, а цела македонска јавност ме гледа како тоа пцуете. Тоа е наистина страшно. Добро, овие работи се очекувани ако земеме предвид тоа дека претседателот Пендаровски самиот изјави дека доколку не би бил претседател би ја напуштил држава и би живеел во странство. Тоа може и да очекуваме ништо повеќе од тоа. Во собраниската сала се влегува ребалансот на буџетот. Премиерот и министерот за финансии велат дека ќе бидат скратени околу 200 милиони евро непродуктивни трошоци. Економскава криза кулминира. Последниот период трошоците за живот се драстично пораснати. Држава има проблем да обезбеди зејтин, шеќер, сол, брашно, тоа во иднина како трае криза во војната во Украина ќе биде се потешко да се доаѓа до тоа, вклучително и енергенсите. Еве за почеток да ве запрашам колку е одговорно тоа кога еве и нашава влада биле известени уште на 5 ноември и претседателот и премиерот дека ќе започне нешто во Украина, а веќе се спремаше тогаш и буџетот. Зошто имат лукави ставки оние непродуктивни трошоци? Збориме за стотици милиони евра. Видите, јас сум во последните 2 години жесток критичен на начинот на кој што се трошат народните пари. Тоа се преку буџетот и преку ребалансите кои што ги прават. Прво сакам јавно да прашам, доколку ги следевте, вие знам дека ги следевте дебатите во собранието во месец декември кога се носеше актуелниот буџет, тогашниот заменик министер за финансии, сегашен премиер, беше човекот кој што во име на целата влада го бранеше буџетот во собранието. Јас конкретно со бројки, со ставки критикуваше целата опозиција. Тој тогаш не убедуваше дека во Република Македонија е свесен дека има 4 кризи. Тогаш собранието имаше 4 кризи прогласено. Тоа беше мигрантска криза, здравствена криза, гасна криза и кризата за топлотната, за парното беше во тој период. И дека тие се одговорна влада која што во овој буџет за 2022 година не предвидела ниту едно евро непродуктивни трошоци. Тоа им беше вака столбот на одбрана на буџетот. После 5 месеци не цели, после 4,5 месеци, истиот тој човек во позиција на премиер вели дека ќе скатат 100 милиона евра непредвидени трошоци, а еве сега гледаме поново 200 милиони евра непредвидени трошоци. Тоест непродуктивни трошоци. И јас јавно го поставувам прашањето кога ја зборувал вистината, во декември или во мај? Бидејќи едно со друго не оди. Кога манипулирал со јавноста, во декември или во мај? Клучно прашање кое што тој мора да го одговори пред воопшто да почнеме да дискутираме за новиот ребаланс на буџетот. Бидејќи ако вие во современа демократска западна држава во името на целата влада кажувате немаме ниту едно евро непредвидени трошоци, а после 4,5 месеци викате 200 милиона евра непредвидени кратиме,
ви си понесете оставка. Тоа се многу сериозни, тоа се поставува прашањето зашто биле тие непродуктивни тогаш трошоци? За купување на избори ли биле? За тендери во 4 очи ли биле? Тоа се поставуваат многу прашања. Тоа е многу суштински пред да почнеме да ни каже кога ја манипулира јавноста, тогаш или сега. Тоа е првиот дел. Буџетот стигна во собрание пред 40 минути го добивме пратениците и јас прво би сакал да го погледнам со своји очи, затоа што дозволете ми да не му верувам на господинот Бесими во начинот на представување на бројките, затоа што една позната максима вели дека постојат лаги, поголеми лаги и статистика. Она кое што е факт и кое што тој самиот си го најави така меѓу редови е тоа дека државата сериозно оди кон 8 милиарди евра на дворешен долг. Господине Пренџов, најавена задолжување од 900 милиони евра од тоа е 9 милиарди долг. Нова еврообврзница, Да. таа околу 500-600 милиони евра, задолжување на домашен пазар, као што видов некаде 240-250 милиони евра, тоа значи дека 40% од парите во буџетот нас ни фалат за оваа година. Да. Тоа значи тоа. Јас имав пресконференција на 1 април, после првиот квартал. Имаше 270 милиони евра дефицит, а само 80 милиони евра капитални расходи. Значи за јануар, февруари, март потрошиле 270 милиони евра повеќе од тоа што прибрале како даноци, а само реализирале 80 милиони евра за капитални инвестиции. А првото и основно и најбазично правило во економијата вели дека државата не смее да си дозволи да буџетскиот дефицит биде поголем од капиталните инвестиции кои што таа ги работи. Ке овие 5 година е така. И мене ми е јасно дека граѓаните кога ние зборуваме со јазикот на 2%, 3%, 1,7%, 6%, тоа многу не им значи, бидејќи не е секој економски подкован, а и не треба, но треба да знаеме дека 6% од GDP е 650 милиони евра. За толку сме биле посиромашни од таа година. Бидејќи околу 11 нешто милиарди ни е GDP, кој ќе ви падне за 6%, вас за 600 милиони ви паѓа државата. Сме посиромашни, сте 2 милиони луѓе или 1.800.000 и колку што станавме да живееме. Тоа се многу сериозни работи. И тука немате вие утре да дојдете и наеднаш тоа се да се промени. Тоа треба сериозна работа, сериозна стратегија која што опозицијата сегашна ја има. Затоа што ако продолжиме со начинот на работа на луѓево, кој што ја управуваат државата, тогаш ние треба за година-две да ставиме клучи, да го згасиме светлото. И јас секогаш ги прашувам, а никогаш не одговараат, а тоа е дека ако во 2014 година, кога сме имале 46% долг, сме биле грчко сценарио, ќе пропаднеме, готови сме. Сега со 66% какво сценарио сме? Сега рентабилен не бил буџетот, со 3 милиарди повеќе задолженост. И сега, еве да симплифицираме. Колку што сите влади до сега ја задолжија државата, од 1992 до 2017, толку овие господа не задолжија за нецели 5 години. Сите влади од самостојноста на Република Македонија. При тоа, прашувам, што реализираа? Ветуваа нов асфалт Скопје-Тетово. Ветуваа проширување нов асфалт Тетово-Гостивар. Ветуваа експресен пат Гостивар-Кичево. Устата пена им фати секој ден на пресконференции за патот Кичево-Охрид. Од кога дојдоа на власт, не само што не видовме таму судски разрешници, туку уште толку пари потрошија и патот Абер нема. Ветуваа пат, автопат Прилеп-Битола, ништо нема. Битола-Грчка граница, ништо нема. Ветуваа браната Чебрен, Галиште, Бошков мост,
ништо нема. Ветуваа железница за Бугарија, 5 години поминаа, ништо нема. Сакам да ви кажам дека да се задолжите вие со неколку милиарди евра, а при тоа ништо да не оставите позади себе, тоа ви кажува со какви карактери, со какви луѓе си имате работа. Бидејќи јас ке ве потсетам дека економска криза, гасна криза, енергетска криза, здравствена криза, на ковид криза имаше и во Србија. 4 автопатишта се градат. Имаше и во Бугарија, имаше и во Грција, ама никој не сме шампиони во неспособност со справување на било која криза. Тоа ви кажува дека земањето на власт и раководење со било која институција подразбира работа од утро до вечер, честна и одговорна работа. Се што е спротивно на тоа, односно работење по кафеаните во Дебар Маало или покрај Вардар, ви носи да имате овакви резултати. Еве, велите 5 години власт, ајде да сумираме. Веќе почнува шеста, за 2 недели почнува шестата година. Да, меѓутоа да, веќе ова е пети буџет како го трошат. Буџетот е се околу 4,3 околу 20 милиарди до сега. Да, околу 20 милиарди. Тоа доаѓа на секој жител од држава, последниве 5 години дека се потрошени на секој жител 10.000 евра. Таа е математиката. Еве, ние сме двајца, еве има уште двајца во режија, ние сме четворица, од нас четворица се потрошени во последниве 5 години 40.000 евра. Дали живееме подобро? Не живееме подобро. Стој Паша, јас тој преска, можеби риторички ги постави прашањата, кажете ни сектор во кој сме подобри од пред 3 години, пред 5, од пред 8, пред 10 години. До кога вака? Дали некојаш ќе се спроведе ревизија? 30 години функционираме како држава, никогаш не е направена ревизија. Како се трошат народните пари? Ревизија треба и мора да се спроведе. Не говорам за овие проформа ревизија, колку не зборувам реда за ради е спроведено. суштинска Суштинска ревизија. ревизија. Значи, одговорноста за спроведување на суштинска ревизија ќе има следната власт. Сегашната опозиција. И сметам дека таа ревизија која што ќе се направи мора да биде праведна и правична и точно да им каже на граѓаните каде е сгрешена работата, каде се украдени средства, каде се правили тендери во 4 очи, а каде не. При тоа не би сакал таа ревизија да се сведе на политички реваншизам како што беше 2017, 18, 19 година. Независно кој медиум каков текст имал, кој медиум каков прилог имал на телевизија, никој да не биде виновен пред тоа да се докаже, но никој да не биде амнестиран доколку му се најде соодветен криминал. Бидејќи ние можеме да ги ставаме работите по тепих колку сакаме, тепихот веќе после 30 години државност е преполн и мора да дојде власт која што покрај тоа што ќе ги решава текомните предизвици, да ги вади проблемите од претходниците под тепихот и тие да ги решава. Во спротивност, вака ќе се седиме по емисии, ќе седиме во собрание, ќе седиме во влада, ќе имаме народ кој што е политички апатичен, ќе се селуваме и потоа на секој 10 години ќе се чудиме што ни се случува согласно последните пописни резултати. Следната власт ќе има клучната улога во развојот на Република Македонија. Тоа е мој личен став. А што е со изградбата на новиот клинички центар? Беше предложен, имаше предлог закон, нели, мислам дека го повлекоа периодов за изградба на нов клинички центар. Беше предвидено задолжување од 500 милиони евра. Сега слушаме дека министерот за здравство вика дека во игра се 3 локации. Се уште немаат избрана локација. 30 години постоиме како држава. Ние се уште не сме способни да изградиме еден клинички центар. Прво, клиничкиот центар немаше да чини 500 милиони, ќе чинеше 700 милиони кредит. Ќе беше од 2 години. Зиман така им беше планот. Преку клиничкиот центар вие точно ќе ја видите и целата јавност точно може да види целата манипулативност на Заев и останатите кои што се во владата. Зошто? Од нигде никаде измислуваат тема дека ќе има нов клинички центар. При тоа, кога дојдоа на власт, имаа готов проект за клинички центар, кај што се наоѓа сега клинички центар и кој што ќе беше некаде околу 100 милиони евра. Ни повеќе ни помалку. 100 милиона евра сосема мал
мобилен, со топли врски поврзан, идеален клинички центар кој што проекти, пари обезбедени од Светска банка, изведувач, се завршено, само требаше да биде за 2-3 години готов и сега ќе беше нов. Тоа го тргаат на страна, плаќаат пенали. Можеме на мајка им парите плаќаат, туку плаќаат од нашите пари пенали, бидејќи некој си го добил тој преходен договор. Сега тоа како да се покрие, измислуваме приказна, правиме нов мега клинички центар. И почнуваат да ставаат слики на Facebook и по нивните медиуми од клинички центар на некоја друга држава. Чуста гледате дека се работи за лага. Но таа лага за да се покрие, се создава нова поголема лага за да покрие преходната лага. Каде ќе биде? Сега 3 месеци се бавевме ние дека има нов клинички центар во Бардовци во Карпуш. После 3 месеци поголема лага, сега не таму, ќе биде во Ѓорче Петров. После 6 месеци таму ниту има студија направено, ниту струја, ниту вода, ниту канализација, ниту булеварски решенија. И ви доаѓаат во собрание со 5 реда закон, демек опозицијата таа што ќе го кочи, бидејќи ќе праша доро како мислите да го правите вие 750 милиони евра ако нема конструкција. 3 години зборуваат за тој клинички центар, сега паралелно зборувам со тоа, денар у буџет се нема предвидено. Денар се нема предвидено за таа намена. За после 5 години лаги и манипулации да слушнеме дека сега ќе биде клиничкиот центар каде 2-3 локации се гледаат нови, едната ќе биде кај што сега воена болница слушнав по кулуарите вака, едната касарната или така нешто. Тука ќе видите дека вие си имате работа со несериозни луѓе, затоа што па покрај овој на караван на лаги и манипулации кон јавноста и купување на време, вие имавте 88 или 90% готов во Штип, не можат да го доправат и да го пуштат во употреба и на крај ги земат парите Европска банка. И јас ги разбирам и граѓаните и јас понекогаш што тоа ми е работа, што сум по цел ден во собрание и ги гледам и ги слушам што прават, веќе не можеш да ги памтиш овие киксови и овие глупости. И ја мислам дека тој има некоја стратегија, толку многу глупости ќе изнаправат, за секој да каже не можам више се бавам, смени канал. Тоа е целта. Целта е да бидат сите исти, целта е да има излезеност 50%, ако може и пониско, да не може да се направи голема разлика, за потоа со разни дворски византиски игри со коалициони партнери, албански блок, ваков блок, таков блок, да се надеваат дека можеби нешто ќе направат. Но тоа можеби да трае година, 2-3, не може да трае цело време и впрочем последните анкети кажуваат дека сега за сега има 1:2 рейтинг со опозицијата. Дали очекувате да има сега некакво придвижување, конечно, оние преговори со Европската унија, конечно да добиеме нешто што веќе 4-та година не убедуваат дека имаме добиено датум за преговори? Да рекуваме среќниот 7 датум, лото седмица. Нема да добиеме датум за преговори. Јас сум еден од оние кои што се еврофанатици, затоа што сметам така. И лично многу посакувам и секој се трудам да работам на таа агенда да Република Македонија час поскоро почне преговори и ги заврши со Европската унија, затоа што освен процесот на европизација не гледам друг начин како би се развиле не само економски, туку како би направиле подобар образовен систем, бидејќи држава без образование е осудена на пропаст. А ние забрзано тонеме на ранглистите на Шангајската листа за универзитети и тоа е сериозен проблем кој што ќе ни биде уште поголем за 7, 8, 10 години од сега. И мислам дека Заев ја представи работата многу ниско и многу вулгарно. Демек, тоа беше меѓу редови представено, ние ќе одиме во Европска унија ќе има повеќе пари. Демек, други ќе работат, а ние нас ќе ни даваат тука парите, ние ќе земеме по 2000 евра, потоа ќе уживаме. Тотален промашај на концепт за Европска унија. Европската унија е пред се систем на вредности. Има закупено билборди низ цела држава на која што пишуваше дека ќе имаме бесплатно здравство. Да, имаше и многу други работи. Пред се Европската унија е систем на образование, систем на здравство, систем на економија, систем на управување со отпад, систем на животна средина. Тоа се работи кои што ние мораме да ги вметнеме во нашето секојдневие како граѓани за да можеме понатаму да го добиеме и тоа што го вели подобар економски
просперитет. Ама вие ако немате образование, ако немате иновации во државата, ако немате млади дечки кои што се вундеркиндови, вие не можете да патентирате, да измислите нешто кое што потоа ќе го продавате на 300 милиони кусур пазар. Тоа е суштината на Европската унија. Да вашата креација, вашата вредност и вредноќа, што имате работливост, може да се продае на 360 милиони без никакви царини, даноци и било какви отежнувања. Во поглед на онаа кое што моментално се случува е проблемот со Бугарија. Ние цел време му зборевме дека со Бугарија тој не го затвора, туку го отвара македонското прашање со подпишување на договорот, бидејќи Софија си го толкува на начин кој што е ван секоја цивилизацијска вредност. Две работи сакам да кажам, тоест два дела, ако имаме време. Првиот дел е тоа дека моје лично мислење е дека не може најслабата алка во Европската унија, најкорумпираната држава во Европската унија, држава со најнисок стандард во Европската унија, Бугарија, да биде толку многу силна што ќе стави вето на другите држави, а при тоа сите овие едва чекале да почне Македонија преговори со Европската унија. Значи, ако големите држави во рамки на унијата толку многу сакаат ние да почнеме преговори, сметаат дека ние сме зрели за почнување на преговори, и јас не сум убеден дека една Бугарија сама, без ничија поддршка, тоа ќе го блокира и ќе постапува на начин на кој што постапува. Имам чувство дека, да бидам искрен, и јас така би постапувал кога би бил на таа страна, на тие држави во Европската унија, зашто би земал држава која што е 111 по корупција, која што е нема исполнета никаков со Буркина Фасо, со Монголија, со некои афрички држави кои што и ние не ги знаеме и не сме ги слушнали, втор пат во животот ги слушаме, зашто би тој правен систем би го примил во Европската унија. Бидејќи во Европската унија, знаете како е, ако еден германец, италијанец и холандјанец направи престап во Македонија, вие го судите во Македонија. Зошто мислите дека тие луѓе имаат дорба во ова судство и ќе не остават да се интегрираме за нивните граѓани утре да бидат судени од страна на нашето судство. Така да тоа е едниот дел кај што сметам дека наистина Бугарија не е сама во цела оваа приказна, односно дека има и други држави кои што останало немаат ништо против да Република Македонија уште малку почека. Може би ни се чудат како не ги учиме лекциите уназад 20 години, бидејќи ако власта во државата која што е сведок и практично ја прави таа висока корупција, не се секира за еднината на државата и еднината на следните генерации, зашто некој од надвор би се секирал повеќе од власта која што е избрана да ги штити интересите на државата и на граѓаните. Ме разбирате? Мислам дека тоа е едниот дел со Бугарија. Вториот дел кој што Бугарија го бара од нас, тоа е да прифатиме историја дека сме бугари, дека имаме до 45-та година, дека сме магично создадена држава од страна на Јосиф Броз Тито, дека сме магично создаден народ од страна на Јосиф Броз Тито, дека зборуваме до 45-та година, 44-та година развален бугарски јазик. Мислам дека тоа воопшто не треба да се дискутира. Мислам дека тука треба на таа тема едноставно нема што да се преговара. Тоа е влијање на меморијата на македонецот, затоа што можеби ние да разговараме за Александар Македонски со грците за нешто што било пред 2500 години, но ние овдека разговараме за нешто што било пред 100-120 години. Каде што меморијата на вашите дедовци и прадедовци е се уште свежа и спомените кои што тие ви ги раскажувале за настаните во државата ви се многу свежи. И дека секој еден знае што се случувало кога биле бугарите, што се случувало кога не биле бугарите. Дека секој еден знае, се уште имаме живи партизани во оваа држава и точно знаеме кој бил окупатор, кој бил ослободител, кој бил фашист, кој бил антифашист. Кој ги носел евреите овдека со возови, кој ги собирал, чија војска го правела тоа. Така да тоа се историски факти од кои што нема бегање. Јас не сум присталица да ако некој замоли во интерес на взаемно почитување, на взаемна еднина, на учество практично во иста федерација, во иста унија, Европска унија, да вие намалите малку со тие факти или да не ги истакнувате толку многу,
да, тука сум спремен за разговор, сметам дека можеби така е исправно, ама од друга страна кога вие мене се ми негирате, тогаш не можете да очекувате ништо освен прекинување на разговорите на таа тема. Сметам дека од трета страна сметам дека унијата не може и не смее да биде нем посматрач на сите овие настани, затоа што така се отежнува работата и на сите ние кои што се залагаме за членство во Европската Унија, затоа што мораме да имаме аргументи со кои што ќе разговараме со било кој граѓанин на Република Македонија. И ситуацијата ни е додена во така практично во непосакуван правец. Се надевам дека во следниот период можеби малку ќе преовладе разумот во бугарското општество. Изјавите на и политичката моќ која што моментално ја има, ја ужива председателот Радев, мислам дека воопшто не ни одговараат. Сметам дека тој човек е се освен европеец со европски вредности и мислам дека меѓународниот фактор треба малку повеќе да се занимава со оваа реторика која што Бугарија има кон нас, а повеќе се однесува како на 20 век, нели на почетокот на 20 век, нели на 21 век. Господин Гринџов, да се навратиме пак на економија. До кога поразите во држава ќе бидат представувани како успех? Ќе споменам просечна плата дека е, веќе преку 30.000 денари, пари кои што вредат како 20.000 денари пред една година, кога веќе просечната плата беше 27.000. Стандардот неколкократно опадна. Како стигнавме на тоа, слободно можам да кажам, Тереджева, нас прва вест во медиумите во држава ни е набавка на 48.000 шишиња зетин. Тоа е доволно, не знам, за град како Штип или Велес. Секој да земе да купи по едно шише и толку. Па добро, вие претпоставувам дека тука имате топ листа на песни, македонска топ листа, европска, американска топ листа. И со вие може да се направи така на топ листа. Сега не знам дали вашево ќе биде прво место 48.000 литри зетин или ќе биде она што го донесува човек од Германија, дека тука со 300 евра имаш живот како во Германија, дека сосема се доволни. Така топ листа може да им се направи. Шегата на страна, трагична е состојбата, затоа што да споделам со вас, сакам некои факти. 50% од луѓето кои што работат и заработуваат и земаат плата во Република Македонија денес, 50% од нив земаат плата до 22.000 денари. 80% од луѓето кои што работат и заработуваат земаат плата до 32.000 денари. А само 20% земаат над 32.000 денари. Затоа преска спомнав, има лаги, поголема лага статистика. 50% земаат до 22.000, 80% до 30.000, а над 30.000 само земаат 20% од граѓаните. И вие можете да направите каква сакате весела математика. Да имате какви сакате наслови во вести, на портали, во вестници, ама секој едно дома семејство знае дека не е таква реалната состојба. Вие знаете дека отприлика вашиот кум, вашиот другар, девер, пријател, дека тој и сопругата, кој од нив ретко зимаат двајцата над 32.000 денари. Во матечноста се уште пониски платите, а ние разговараме за територија на Република Македонија. И тоа навистина е страшно и се разбира она кое што вие го споменавте во самото ваше прашање, а тоа е дека вредноста на 30.000 денари во 2022 година во мај е еднаква на вредноста на некои си 19-20.000 денари во 2016, кога тие ветуваа дека ќе има просечна плата од 30.000 денари. Во 2016 година што сте можеле да купите за 18-19.000 денари, во 2016, во 2022 можете за 30.000 денари. И според мене тоа не е аргумент за фалење, туку напротив, со тоа што на голем дел граѓаните, односно 80% кои што земаат до 30.000 денари плата, им ја навредувате прво интелигенцијата, а потоа и секое човечко достоинство, бидејќи навистина вие да
живеете и да работите и да заработувате од вашиот труд, а при тоа да живеете во сиромаштија и вреѓање на човечко достоинство. Дали може да очекуваме предвремени парламентарни избори? Ние бараме предвремени парламентарни избори како опозиција. Аргументите дел ги дискутираме и сега, ги зборуваме во собрание, ги зборуваме во дебатни емисии, така натаму и така натаму. На 18 има и голем митинг, протестен, пред владата на Република Македонија. Тоа е едниот дел кој што е политичкиот дел. Како човек кој што е дипломиран политиколог, кога јас би советувал политичка партија како што е СДСМ во моментот, јас би ги советувал да направат час побрзо избори, затоа што доколку има избори во јули, СДСМ ќе изгуби помалку него ли да има избори во септември, доколку има избори во ноември, СДСМ ќе изгуби повеќе него ли што го изгубила во септември. Едноставно спиралата е трната во правец на кој што е трната и мислам дека таму дали има многу луѓе кои што ги советуваат како што јас сега велам, па дел од тие се и во собранието, па не им прават кворум, сакајќи да има побрзо избори, не знам, не би можел да шпекулирам, но навистина трендот на Социјалдемократскиот сојуз е во многу надолна насока, бидејќи да не заборавиме за 5 години барем нешто ќе се видеше подобрување во некој сектор за кој што ќе можеа да се фатат и да полемизираат. Едноставно овака имате демагогија, ред лаги, ред магла, ред демагогија, поодново ред лаги, ред магла, ред демагогија и тогаш доаѓаме до рейтингот кој што го имаат. Како што вели еден колега, нивниот рейтинг е колку ДДВ-то за струја кој што го плаќаме. Тоа ви кажува се. Сосема за крај, вчера се случи еден историски настан, еден од најголемите нашата 30 годишна историја, тоа е добивањето на автокефалност на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Колку за вас себе беше очекувано? Некако дојде од нигде никаде. Искрено не очекував. Се надевав. Но дека ќе се случи баш вчера, морам да бидам искрен, не очекував. Со неизмерна радост ја примив таа вест, така и напишав во еден мој фејсбук статус: радувај се Македонијо, сонот на многу генерации денес е остварен. Знаете како, еве сега кога зборувам, така морници ме полазеа кога го слушнав и го почитав тоа, бидејќи сум човек кој што многу ја почитува религијата. Сметам дека држава без црква не може да биде држава. Е многу важно за нашата држава. За толку повеќе што Македонската православна црква и Охридската архиепископија низ вековите наназад ја зачувала посебноста на македонскиот народ, на македонските традиции, обичаи, песни, ора, поезија, приказни и така натаму. Сте тие работи се случувале во црквите кои што биле релативно ослободени, бидејќи овој народ со милениуми бил под туѓи робства и затоа имам јас високо почитување кон црквата. Јас имав некое интервју во петокот на телевизија со национална концесија и реков дека јас верувам во мудроста на синодот на Македонската православна црква и кажав дека не сметам дека било кој од нив е предавник и ќе направи нешто спротивно на македонските државни и национални интереси. Не очекував дека тоа ќе случи веднаш после 3 дена. Се случи тоа што се случи, навистина сум многу среќен, сметам дека на голема историска неправда е исправена и дека треба да преку оваа одлука на нас македонците ни треба едно духовно обединување. Доста бараме влакно во јајцето, доста зборуваме за раската во туѓото око, а гредата нашето не ја тргаме никако. Така што сметам дека ова кое што и се случи на Македонската православна црква треба да не мотивира и нас како општество и како политика, дека доколку вие верувате, се трудите, работите на нешто, имате чиста душа, совест, дека еден ден од ненадеж, барем за мене беше од ненадеж, работите се случуваат на начин на кој што се случија. Значи честитки уште еднаш до сите верници во Република Македонија, до синодот и до поглаварот неговото блаженство, кој што со трпение и со ум практично
го постигне она кое што многу генерации се бореа да го достигнат. Ви благодарам, господине Принжов, за одвоеното време. Излеговте ви од Македонското собрание, каде што имате своји Сега битки. се враќам. Битките продолжуваат. Ги водиме со задоволство тие битки, затоа што знаеме за што се бориме, затоа што интересите на граѓаните и на државата ни се напред и знаеме дека се бориме за едно подобро утре и знаеме дека правдината е на наша страна. Кога правдината и вистината се на ваша страна, тогаш ниту една битка не е тешка, напротив, секоја битка е вистинско задоволство да се бие. Благодарам уште еднаш, господине Благодарам за Принжов. поканата. Почитувани слушатели, вие го слушавте најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич. Наш денешен гостин беше Љупчо Принжов. Имајте убав ден.